терката, а нема можност да одговори таа или некој друг дискутант, така да во можност на тоа мали се одстапувањата за да можам да правам големи резови и за да ја прекиниме работата на комисијата. Давам напатствија како треба, одредени пратеници на своја одговорност си одстапуваат од тоа, меѓутоа се враќаме пак во рамките на буџетот. Повелете, колешке, имате контрареплика. Ви благодарам, председателке. Мене ми е многу жал затоа што јас очекував, бидејќи отворив навистина една сериозна тема. Не можам да прифатам дека само говорењето за пензионери, не знам за која друга категорија без омаловажување на граѓани е сериозно прашање, а едно суштинско прашање кое што тангира навистина голема и значајна група на граѓани од нашето општество, вработените во областа на културата. Отворив едно суштинско прашање и прашав најискрено, најдобронамерно за колективниот договор и да се враќа на ваков начин колегата пратеник да излегува на говорница и да зборува за манипуланти, манипулирате и слично. Како, со кој дел од мојот говор вие не се сложувате? Дали со средствата кои што се наменети за проекти за тековната година кои што ги кажав, тие се од официјалната страница на Министерството за култура. Кажете ми во кој дел од мојот говор јас манипулирав со проектите, така да и со средствата кои што ги кажав. Ова кажува само едно, почитувани колеги и почитувана јавност. Колку е поголема паниката од неминовниот пораз на изборите во 2020 година, толку е поголема, почитувани колеги, вашата потреба за вакви популистички настапи, значи настапи кои што нити имаат во својата содржина аргументи, ниту имаат бројки, разговараме за буџет, и што е уште потрагично, омаловажувањето на политичкиот конкурент со лажни наводи кои што ги кажувате од оваа говорница, а кои што никогаш не биле искажани од наша страна. И да, господине пратеник, вие сигурно ќе бидете, господин Николовски, вие сигурно ќе бидете на листа, во тоа не се сомневам, затоа што вие сте единствениот пензионер во Република Македонија кој што ги оправдува политиките на оваа влада, а што се однесуваат на пензионерите. Така да они и да сакаат не можат да најдат друг кој што ќе го заземе вашето место. Вие немате грижа во тој дел. Што се однесува на крајот, кажавте нешто за заштита на културно наследство. Не било споредливо или ево јас ќе ви споредам со бројки. Го имам овде буџетот од 2016 година. Последниот буџет кој што го правеше претходната владата на ВМРО ДПМНЕ за култура и еве го буџетот за 2020 година. Бројките се точно така е, неспоредливи се. Дури онака тажно е да се гледаат буџетите. Кажавте за археолошки локалитети. Знаете колку има оваа година во буџетот издвоено средства? За археолошки локалитети 1,5 милион денари. Да не беше толку тажно, требаше овде да не престанам да се смеам од оваа говорница. Дали знаете колку средства биле издвоени за археолошки локалитети во 2016 година? 15 милиони денари. И за каква споредба тука станува збор? За каква споредба на партија која пред да дојде на власт целата своја програма од областа на културата ја насочи дека ќе правеле регистри на споменици, ќе имало задолжително финансирање на споменици. Се распадна Скопскиот аквадукт пред нашите очи. Дали има средства, што мислите, во програмата за следната година за санација за заштита на културно наследство? Дали знаете колку се намалени? Сакате да ви направам една споредба и во тој дел. Значи 90 милиони во последната програма од 2016 која што ние сме ја предвидувале за оваа намена, вие имате сега 5 милиони. 90 милиони наспроти 5 милиони. За таа споредба ви говорам. Ви се распаднаа спомениците пред кои Алагјозовски држеше пресконференции. Каде е сега да одржи пресконференција пред Скопскиот аквадукт? Па уште излегува министерот за култура
кој што е лекар, секоја чест, супер, се најубаво, меѓутоа, излегува и вели, ќе го ставиме Скопскиот аквадукт под владение на Управата за заштита на културно наследство. Какво е тоа? Слушам и не ми се верува. Какво е тоа основно непознавање на тоа што се основните функции на институциите кои што замислите, тој ги раководи. Он ќе го ставил под заштита на Скопскиот аквадукт на Управата за заштита на културно наследство. Такви кадри за два пратенички гласови во собранието, вие тој ресор го дадовте да го управуваат луѓе кои што појма немаат за што се работи. Така да, ако сакате, јас ќе продолжам уште со споредбите на буџетите за култура од 2016 и 2020 година. Јас за време на ребалансот на собраниска седница говорев за вашиот омилен, еве сега ќе ви кажам, за вашиот омилен проект, тој е Скопје 2014. Апсолутно е неприфатливо за мене секое говорење за буџетот на Министерството за култура, единствена реплика на колегите пратеници да биде Скопје 2014. Па какво е тоа непознавање како пратеници, единствено да реплицирате со тоа, затоа што точно постои регистар кои објекти биле од вашиот омилен проект во склопот на Министерството за култура, што се тоа споменици, а што се скулптури. Ми даде замерка еден колега пратеник кога говорев претходно за тоа, меѓутоа јас мислам дека на грешките треба да се учиме, дека не морал секој да знае што е што, па како си дозволувате ако не знаете да застанете на говорница и да зборувате. Тоа е манипулација. Тоа е манипулација со гласачите и со граѓаните. Значи, пред да застанам на оваа говорница, верувајте, јас се спремам. Не можам да излезам и да говорам, кога сте ме виделе на говорница, да говорам за буџетот на Министерството за земјоделие. Како да говорам? Или на Министерството за здравство. Може би и ќе говорам, меѓутоа ќе ми треба многу повеќе време, затоа што не ја работам таа област. Јас буџетот, извинете, не го разбирам за собирање на дневно-политички поени овде кога ќе дојдам, јас го разбирам како сериозен документ и она што го говорам ги адресира проблемите на луѓето кои што се вработени во културата. Така да пред да застанете овде, почитуван генерал, треба да знаете што е споменик, а што е скулптура и кои проекти биле директно во буџетот на Министерството за култура од вашиот омилен проект. Значи, дали не требало според вас да се изгради Македонската филхармонија? Кажете да или не, тоа е Скопје 2014. Дали не требало да се изгради, не знам, музеот на жртвите од Холокаустот? Тоа е Скопје 2014. Дали не требало да се изгради новиот објект на Македонскиот народен театар? Ако претходно, верувам дека сте оделе во театар, знаете во какви услови работеше тој реномиран ансамбл. Дали не требаше тоа да се случи? Или требаше да ни се случи тоа што се случи пред некој ден немилиот настан во овој објект? Дали сакате да ви ги набројам и останатите објекти кои што се во рамките на овој проект, а кои што според вас не требало да се градат? Археолошкиот музеј на Македонија. Дали не требало да се гради? И јас верувам дека може би кога ќе дојдете овде на говорница ќе речете не требало да се гради, затоа што пред известно време од собраниската говорница вашиот премиер господинот Заев рече вие сте граделе само музеј. Па каков е тој однос кон културата и кон културното наследство? Дали се слушате вие што говорите? Не требало да се градат музеи, тоа сакате да ми кажете? Треба и на Македонија и се потребни уште. Значи, не може да споредувате баби и жаби. Тој буџет што е за култура. Не може вие да го споредувате со, не знам, други области од општественото живење и генерално од буџетот. Така да, воопшто не се согласувам дека вие, како влада, сте направиле 1% од она што претходната влада го има направено во оваа област. Па вие, господине генерал,
немате доблест, не знаете, не умеете, значи толков е вашиот капацитет да ги смените светилките кога се оди, ако сте биле скоро на театар, во објектот на новиот театар, па таму е мрак. Вие светилките не умеете да ги смените, нели па да изградите некој нов објект. До толку ве бива, до толку се грижите. Мрак, темница. А одат луѓето, значи тој простор што го заживеа новата зграда на МНТ, музеот на Холокаустот, зградата на Македонската филхармонија, вие не го одражувате, а нели па да изградите нешто ново. Јас кажав дека и во друга прилика прифаќам дебата дали, например, требало да изгледа археолошкиот музеј на Македонија вака како што изгледа. Или требало да биде, не знам, модернистички, или... Тоа е друга дебата. Дали требало да се изгради? Па требало, како не? Освен што немате ниту еден инвестиција во ниту еден ваков сериозен објект од областа на културата, вие не ги реализиравте ниту вашите ветувања кои што се однесуваа на реконструкција и санација на веќе постоечките објекти од оваа област. Музеот на Македонија, една од најстарите институции каде што се наоѓа навистина една импозантна збирка на галерија на икони. Дали сте биле во последно време и дали знаете во каква состојба? Алагјозовски пресконференции, исто како и пред аквадуктот, исто и се рекламираше во музеот на Македонија. Тука течал кровот, што се направило, што имате вложено таму, дали знаете? Еве, јас ќе ви кажам, многу е лесно. Ништо. Нула. Освен што слушнавме во јавноста многу неславно на кој начин директорот менаџирал таму, разрешен е сега, не слушнавме за било каква инвестиција во оваа институција. Скопје 2014, велите. Знаете што е пострашно од Скопје 2014? Ревизијата која што вие ја направивте. Во Министерството за култура, почитувани колеги, си се собирале луѓе. Сега јас вообичаено не сум пратен никој што е безобразен и кој што со имиња на луѓе кои што не се тука ги кажува од говорница. Меѓутоа на луѓе кои што се ваши мегафони, кои што видовме дека биле скапо платени од други институции. Секоја чест на Министерството за финансии за алатката која што ни го возможи тој увид. Ве поддржувам да продолжите да работите во таа насока. Меѓутоа, ревизијата на Скопје 2014 се состоела од формирање на работни групи, посета на овие објекти, изработка на некакви си елаборати и сето тоа проследено со земање на огромни хонорари на истите тие луѓе кои што постојано се повторуваат на различни платни списоци. А како ги препознаваме? Ги препознаваме по тоа што се најгласни критичари на се што било направено во минатото. На се, буквално на се. Они ќе си најдат и на, не знам, најидеалниот проект од било која област, не само од култура, они ќе најдат замерка и ќе напишат колумна и ќе го направат тоа дека е направено не знам колку криминално. Кажете ми едно обвинение кое што се однесува на, вие како што викате, проневера на средства. Каде се милиардите, ви се молам, каде е бројчајникот? Кажете едно обвинение кое што се однесува на ваква вулгарна проневера и крадење на државни пари. Едно набројте им. Едно што се однесува, еве, не мора од други области. Вие сам се фативте за Скопје 2014. Едно кажете ми такво. Кој што се однесува на тоа што вие го представивте како не знам какво перење, каде се парите, каде е бројчаникот. Одговорете ми на овие прашања, кога веќе сакате вие да дебатираме на оваа тема. Што се однесува до ова што го споменав, трагичната ревизија. Си формирале, пак ќе се вратам, си формирале комисии, си доделиле огромни хонорари, и тоа што цело време го викаа дека не знам што ќе се случило, не знам каква ревизија, што добивме. Еве, еден пример ќе ви кажам, за да не го одземам времето, инаку можам точно до завршување на комисијата да говорам. Толку имам материјал
и тоа пред се ми беше потребно поради надзорната расправа која што магично се прекина во собранието од ова силна демократија која што владее моментално во Република Македонија. Музеот на македонската борба, музеот на ВМРО, или забрането вие така да го викате, еве музеот на македонската борба за самостојност. Ревизија правеа, не сте свесни колку хонорари имаат земено. Екипата која што правеше ревизија, меѓу нив е и директорот поранешен на Музеот на Македонија, кој што по извршената ревизија ја поставува својата сопруга за директорка на тој музеј. Браво, завршена ревизијата, што заклучиле, освен што си поделиле хонорари и функции? Ништо. Тоа е пострашно од тоа што некогаш се градело. Јас кажав, супер, треба да се критикува дали требало вака да се изгради или требало на различен начин. Ама еве, дајте ми еден објект, било што вие сте го направиле за да може да дебатираме. Универзална сала, докаде сте со универзална сала? Еве, ќе биде, да знам дека ќе биде. Меѓутоа, кога ќе биде? Кога ќе биде? Направете едно нешто и ќе ја споредиме филхармонија со универзална сала. Тогаш ќе правиме муабет. Вака не сме равноправни во ниту еден момент да дискутираме на тема. Јас се надевам наискрено дека ќе го добијам, не сакам стварно да си го трошам времето на вакви непотребни говори. Буџетот е сериозна тема. Сега некој да собира поени на тоа дали на господинот генерал му се сонило дека денеска ќе збори, а нема ништо поврзано со тоа што јас го зборев. Стварно не ни учествувам во такви дискусии вообичаено, меѓутоа, еве, нека биде да ви биде интересен денот и на вас денес. Што се однесува до она што јас сериозно сакав да го наметнам како тема и како проблем. Колективниот договор. Докаде сме со одговорот на тоа прашање? Дали вработените во културата ќе добијат нов колективен договор кој што им се ветува 3 години до крајот на оваа година? Тоа е прашањето. Завртете еден телефонски број, побарајте таа информација да ми ја кажете. Така реплицирајте ми. А не ќе си играме тука на играчки, мислам, не е соодветно буџете. Јас барем го разбирам како многу сериозен документ за кој што ако говориме треба и сериозно да бидеме подготвени. Благодарам. Колешке ве потврđувам во тоа. Вистина е сериозен буџетот, меѓутоа одредени колеги на ваков или таков начин не ве реплицирам вас. Меѓутоа дури и на телевизија